Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треноски. Почитувани слушатели и следбеници на Facebook, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговори со наши гости. Наш денешен гостин е господин Љулзим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар. Со господин Фаризи ќе разговараме за актуелните случувања во Македонија и пошироко, како и за теми кои не засегаат сите нас почитувани без разлика каде се наоѓаме. Една од главните теми во разговорот ќе биде неславниот 29 годишен јубилеј од добивањето на кандидатскиот статус на Македонија на членство во Европската Унија. Останете со нас. Токму така, почитуване, со господин Фаризи, ќе зборуваме за оптимистичката изјава на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски дека до крајот на оваа година очекува Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија и да ги отвори поглавјата. А ќе зборуваме и за учеството на премиерот Христијан Мицкоски на инаугурацијата на претставителот на САД Доналд Трамп, како и за одржаните билатерални средби за време на неговиот престој во САД заедно со шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Со доктор Фаризи ќе разговараме и за изјавите на комесарката за проширување на Европската Унија Марта Коска, кои за изјавите на известувачот за Македонија Томас Вајц. Со господин Фаризи ќе зборуваме за новоизбраната бугарска политичка влада, која Бугарија доби пред 2 дена, особено за очекувањата од премиерот Росен Желјасков и од министерот за надворешни работи Георг Георгиев, се разбира поврзана со соседските односи и можно решение за одблокирање на македонските евроинтеграции поради непринципијалното бугарско барање за уставните измени, а со цел да се вметнат бугарите во него. Со господин Фаризи ќе разговараме и за разрешувањето на 5 членови на Судскиот совет, како и за оставката на председателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, Илире Даути од Европскиот фронт. Со господинот Фаризи ќе зборуваме за тезата која ја турка дуи дека животот на албанците започнал во 2001 година, па наваму, како и за величењето на Али Ахмети и за тоа дали македонските албанци го гледаат како икона за нивниот подобрен живот или пак како икона на криминалот и корупцијата. А ќе зборуваме и за обвинувањата упатени на адреса на председателката Гордана Сљановска-Давкова и владата, особено коалицијата вреди дека во Агенцијата за разузнавање и во Агенцијата за национална безбедност немало ниеден заменик директор македонски албанец. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80-90 или повеќе минути ќе разговараме со нашиот гостин, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи сме сигурни дека линковското поврзување е добро. Ако е така, господине Фаризи, добро ви утро и добри дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добро вечер, добар ден на сите гледачи, слушатели кои не следат во вашата емисија. Благодарам за поканата и чест ми е секогаш да бидам во вашата емисија. Добро утро. Се надевам дека се слушаме. Одлично се слушаме. Добро утро и од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество во емисијата Македонски корени. Секако ни причинува задоволство и чест што сте повторно со нас. Се надеваме дека ќе успееме да го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи. Секогаш ми е чест да бидам во вашата емисија и се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни од нашите ставови, нашите коментари, идеи, политичките движења што се во овој период. Јас веќе 2 месеци не сум бил присутен во вашата емисија, така што да има новости што треба да ги прокоментираме се со цел гледачите
и тие што ме следат на Facebook вашата страна, ќе бидат задоволни и ќе имаат повеќе информации во тоа што се случува во нашата држава и во регионот. Така, има многу да чујат. Доколку има и прашања од истите, од гледачите и слушателите, кои не се опфатени од наша страна, ќе бидат прочитани и прикажани на екранот. Ако сметате дека треба да одговорите на истите, слободно можете да го направите тоа. Да, секако. Секој што сака да знае повеќе, одnosno има некое прашање, ако знаеме ќе му одговориме. Со задоволство. Так, Не верувам дека има нешто што не знаете. не знае. Така, Луѓе сме, не значи дека се знаеме, но точно. мислам дека ќе би може да му одговорам на секое прашање кои сакат гледачите да знаат. Се навршија 20 години од денот на добивање на кандидатскиот статус на Македонија за членство во Европската Унија. По тој повод, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски имаше средба со амбасадорите на земјите членки на Европската Унија и во таа пригода им ги презентираше преземените чекори и реформи во сите области кои се клучни за напредокот на Македонија, но и дел од Европската агенда. При тоа, подсети дека членството во Европската Унија останува главна цел на владата. Муцунски овој јубилеј го нарече неславен, но додаде дека владата и оваа година ќе продолжи да работи посветено на Европската агенда и на реформите во македонското општество. Како ќе го прокоментирате 20 годишното чекање, но и изјавата на господинот Муцунски? Нашето патување за членство во Европска Унија е многу долга. Речиси 24 години, бидејќи во 2005 година ние имавме статус кандидат, одnosno земе статус кандидат за членка во Европска Унија, но ние договорот со Европската Унија го имаме склучено во 2001 година, а преговорите за да се случат до тоа се многу порано, односно од 99 година. Така што јас искрен како студент кога бев, односно во процесот на магистратура и на докторат, сегаш сум мислил дека една држава која аспирира да биде член во Европска Унија, тоа е Турција, дека многу долго години чекал. Значи, како студент, кажав, како може една држава толку многу да чека, за да може да биде дел од таа Европска Унија. Но дека ќе ни се случи иксиот екзодус и на нам да чекаме на 25 години за да бидеме член на Европска Унија, на една држава која многу разликува од Турција, бидејќи ние припаѓаме во континентот на Европа 100% и сме европски граѓани пред се. Никогаш не сум верувал на тоа. Но веќе ние 24-5 години тапкаме на место, а имаме 20 јубилеј на 20 години кога сме станале земја кандидат, односно статус кандидат за членство во Европска Унија, дека ние во формалниот аспект и во смисла на примена на тоа европско право, ние сме спремни за да влеземе во Европска Унија. Но цел овој период ние имаме проблеми со соседите, особено со Грција, еден долг период, кој не можеме да станеме членка на НАТО, а во последниот период ние ставме во другата замка, односно да не можеме да бидеме член на Европска Унија. Така што ова 20 години тоа што го кажуваше министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е оправдано, бидејќи не славне 20 години на држава која ги дели истите вредности со Европската Унија и никогаш во нејзиниот пат не се двоумеше во која страна треба да оди. Така што мислам дека неблагодарно е за нашата држава за да бидеме роб на една соседна држава која моментално е Бугарија главна пречка за влез во Европска Унија. Јас мислам дека самата Европска Унија е во голема криза и нема визија како да ги реши проблемите на другите држави кои сакат да бидат членови на таа Европска Унија. Така што ако продолжуваат вака со тоа
да не се вклучат во проблемот помеѓу Македонија и Бугарија, односно дополнително да се преговара за таа рамка, односно со договорот со Бугарија. Јас мислам дека многу тешко ќе дојдеме до израза да бидеме многу побрзо дел од Европска унија. За да се надминува овој проблем помеѓу Македонија и Бугарија, јас мислам дека дополнителни сили треба да вложат и Европска унија како медиатор, бидејќи ние сакаме, односно треба да бидеме дел од таа Европска унија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пред некој ден изјави дека оваа година очекува почеток на преговори со Европската унија и отварање на поглавјата. На што ја темели Муцунски ваквата оптимистичка изјава, особено ако се земаат во предвид изјавите кои доаѓаат од владата, но и од пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, како и од пратениците на ЗНАМ, дека не се подготвени да изгласаат промена на уставот како што бара Бугарија заради вметнување на бугарите. А згора на сето тоа, за ваквиот став на владата разбирање имаат и пратениците од коалицијата Вреди и нивните лидери на коалиционите партнери, кое нешто барем засега е пречка за почеток на преговорите. Мислам дека првин коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН, ЗНАМ и Вреди е коалиција која е формирана за следните 4 години. Така што ставот на сите политички партии од власта се досега се на иста страна, односно имат заеднички став како треба да се постапува во ова насока, односно во процесот на интеграција, бидејќи и коалицијата Вреди сваќа дека ова прашање што е поврзано односно со Македонија и со Бугарија е национално прашање кој директно ги засега македонскиот етникум, односно македонскиот народ во државата. Така што јас постапките како ги гледам, бидејќи цело време дуи како политичка партија во опозицијата, која по секоја цена сака да биде од власт, се обидува преку тие стари финти политички, за да може да ја стави да ги стави како Вреди, како коалиција во една замка, за да тие можат да прават проблеми во државата политички пред се, за да ја условат реално владата со излез од незе. Но мислам дека Вреди до сега мудро ги надминува овие стапици, замки што им ги поставува Европскиот фронт, односно во чело со ДУИ. Така што многу е важно ставот што го имаат заеднички сите етникуми, бидејќи владата реално ги има од политички партии од вклучено во владата од сите националности, така што во тој дел јас мислам дека не само што имаме национален став од сите етникуми, тука имаме и државнички став, што тоа е многу важно за нас во преговорите што ќе се слушат во иднина, може со Бугарија или со Европската унија. И тоа е добро. Најдобрата вест за нас и за нашата држава. Така што мислам дека Тимчо Муцунски како министер за надворешни работи гледа на која прозорце каде што ние реално може да се договориме со Бугарија и со Европска унија за да се отворат тие преговори. Јас секогаш и денеска го сум на ставот дека ние дополнително треба да преговараме со Бугарија, нормално и со Европската унија, за да можеме да се дојдеме со нов договор, односно тоа да има уште еден анекс на договор или протокол, да се докажува, каде ќе имаме гаранции од Европската унија пред се дека Бугарија нема да не попречува во патот во интеграциите во Европска унија, од кога ние може да ги правиме промените во уставот, односно да ги вместиме бугарите. Значи, ние треба да знаеме дека македонската влада не е против тоа дека ние треба да ги ставиме другите етникуми во уставот, како се бугарите, бидејќи во тој предлог за измена на уставите да се вметнуваат и други националности во уставот, бидејќи ние веќе имаме вметнато и други помали етникуми што се во државата, може да бидат и другите, не е проблем, но проблемот е дека Бугарија има други претензии кон
нашата држава, односно кон македонската историја, македонскиот јазик и култура и така натаму. Премиерот Мицковски е единствениот од регионот кој ќе учествува на инаугурацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Дали неговото присуство може да се смета како показател дека има многу силни врски со дел од новата администрација на САД? Дали очекувате дека тоа ќе го зајакне пријателството, соработката и довербата со стратешките партнери, а со тоа и ќе ги продлабочи секако односите Скопје-Вашингтон? Ќе успее ли премиерот Мицковски да го наметне ставот на владата, особено во однос на евроинтегративниот пат со предлог за уставни измени со одложено дејство? Очекувате ли поддршка за европскиот пат на Македонија? Соединените американски држави пред се еден од главните актери во светот во градење на политиката и на надворешната политика и во другите полиња. И поканата на нашиот премиер за да учествува во неговата инаугурација е голем чекор, односно тоа покажува дека најголемиот сојузник на Македонија име Соединените американски држави и тоа е голема привилегија за нашата држава, бидејќи ние ќе, односно во таа инаугурација ќе присуства и премиерот на нашата држава господин Христијан Мицковски. И се надевам, односно очекувам таму да има и други средби, бидејќи таму учествуваат и други поканети луѓе кои мислат како Доналд Трамп, односно кои име неговите сојузници, бидејќи пред се Доналд Трамп ги има поканато луѓето кои се од иста политичка смисла на действување на неговото, така што и поканата на господин Христијан Мицковски и покажува на тоа дека американците не сметат како партнер со нас во следните 4 години, односно во новата администрација на Доналд Трамп, која многу разликува од сите можни администрации во минатото, кој има сосема друг концепт, односно наметнување на нов поредок во светот, така што можно ова за да се користи како една можност за да има контакти повеќе, за да може да ни војните да ни помогнат нам во патот кон Европската унија. Тоа не кажува дека автоматски дека ние премиерот ако учествува во САД дека тоа ќе се реши за еден ден, 2 дена колку ќе присуства таму во САД, но пред се таму ќе се спостават нови контакти, нови идеи, можности за да преговара со луѓе кои се влијателни во процес за членство во Европската унија, но и во целокупната наша поддршка кон демократскиот свет. Во рамките на посетата на САД, планирано е Мицковски заедно со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој го придржува премиерот, да се сретнат со копредседавачот на тимот за транзиција на Трамп и министер за трговија, како и со председавачот со советодавното тело за разузнавање, а најавени се и средби со важни истакнати бизнисмени во САД кои се блиски соработници на Трамп, а меѓу нив е и извршниот директор на Рамбо, Крис Павловски. Какви се вашите очекувања од овие средби на полето на економијата и демократијата, особено ако се земе во предвид тоа што Трамп при влегувањето во Белата куќа со себе ги носи најавите за трговска војна со ЕУ, како и изјавите за Канада и Гренланд, а ќе го пречека огромна работа и многу предизвици, особено со она што се случува во Украина, но и она на Блискиот Исток. Исто така да не заборавиме дека него го чекаат и напорите на Кина, која сака да ги затопли односите со ЕУ. Ќе има ли доволно време Доналд Трамп да посвети големо внимание на Македонија? Ние треба да знаеме дека моментално Доналд Трамп администрацијата на очекување на инаугурација после тоа, кога ќе стане и формално правно, односно ќе го земе да го води Стейт департаментот, односно да води со САД. Така што неговите предизвици ќе биде поголеми. Тоа што се случува во светот, особено војната помеѓу Украина и Русија и во Блискиот Исток веќе како да има некој договор, односно веќе има некој договор, но колку тоа ќе биде реално за да може да се спроведува, бидејќи знаеме дека
во Газа, односно во Блискиот исток, војната помеѓу Палестина и Израел, како да нема крај во последните 60-70 години, така што јас не верувам дека ова ќе биде последна војна, ако ме прашувате лично мене, помеѓу Палестина и Израел, бидејќи договорите како се прават таму е само за да се надминува ситуацијата, за да можат да се подготват дополнително државите за уште една друга пресметка. Јас се плашам да не биде истото и помеѓу Украина и Русија, да не можат само, значи, да се користи таа инфлуенција на Доналд Трамп за да се запера војната во војнина, да може пак да помне. Така што јас мислам дека Доналд Трамп во овие 4 години треба да вложува повеќе во таа, односно и ќе вложува повеќе за тоа, за една за секогаш да се решат тие конфликти кои се или во Блискиот исток, или помеѓу тоа што се случува во истокот, помеѓу источниот дел, односно на Европа, помеѓу Украина и Русија. Така што ако гледаме на тоа дека нашиот тим, односно Министерство за надворешни работи заедно со премиер Христијан Мицковски, дека ќе разговарат на две клучни теми. Првата тема е тоа на безбедноста, отоаната глобална безбедност и на локална безбедност, на тоа што нас не интересира секогаш да ни бидат тие стратешки партнери во безбедност, бидејќи и двете држави се членка, и ние и САД земји членки на НАТО, така што јас мислам дека тоа е добар момент, значи да се сретнат и да разговарат во делот на безбедноста. Тоа е прво. А второто, тоа што е многу и поважно за нас, економскиот раст на државата, така што освен со тие луѓето кои се бизнисмени во САД, истовремено и со луѓето кои ќе бидат во администрацијата на Трамп во делот на трговијата да се сретнат со него. Но јас не се сомнувам во позитивните наоди што може да се случува таму во САД, бидејќи и ако се сеќаваме минатиот пат кога нашиот премиер Христијан Мицковски и дел од владиниот кабинет беа во САД, кога се врати, односно се врати со добри информации дека има големи инвестиции во нашата држава. Така што не се сомнувам дека овој пат дополнително, гледајќи на таа насока, дека нашата влада може да има дури и дополнителни повеќе разбирање, односно комуникација со новата постава, односно администрација предводена од Доналд Трамп, бидејќи се гледа дека тие се многу поблиски во идеологијата и наставовите генерално во овој демократски свет. Еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кос го повтори својот став дека се надева Македонија да ја исполни обврската за уставните измени. Спротивно на ова изјава, известувачот за Македонија Томас Вајц директно побара од Унијата да ги исполни ветувањата кон Македонија. Како ја оценувате изјавата на Марта Кос и како на Томас Вајц? Претходно дозволете да ги чуеме изјавите. We hope that that Macedonia will fulfill the commitment to change the constitution, and then I'm sure once we will start rolling with North Macedonia, also with the support of Bulgaria, we could go on. But if we then do not fulfill our promise to move on, to close chapters, to move on with the accession process, we're frustrating the population, we're frustrating the political class, and this has happened in North Macedonia. It might be very legitimate to have bilateral issues between countries, but the way we're acting today is that even a very small fraction of a political representatives can actually stall the whole process by just provoking the neighbor country. I said during my hearing I will do everything that bilaterals will not interfere the negotiating process, but it is already happening and it will happen also in the future. So the task of all of us is how to tackle, how to solve the bilateral issues when they appear. Повелете, господине Фаризи, како ги оценувате изјавите? Можеби са голема среќа е што
во Европска унија имаме два различни стavoви. Бидејќи да има еден став кој е на Европска унијата која ќе би била пробугарска, тогаш би било многу потешко за нас за да може да се изведе во иднина ние да имаме многу подобра позиција и подобар одговор договор со нив, односно за процесот за влез во Европска унија. Но различните ставови што се во Европска унија може тие се во наш корист. Гледа дека има сосема два различни ставови, односно два начина на размислување како ние треба да бидеме дел од Европска унија. Марта Космаш го брани ставот на Европска унија кој се гледа дека е пробугарска и од другата страна преседавачот односно известувачот за нашата држава. Јас мислам дека овие разлики што постојат во Европска унија, бидејќи се гледа во таа разлика дека односно тоа се гледа дека тие немаат консензус заеднички, односно заеднички став ние како треба да бидеме дел од таа Европска унија, односно како треба да го решиме проблемот со Бугарија. Значи, има еден дел кој се по секоја цена не е да го смениме уставот во таа рамка ние како се договориме минатата нашата влада со Бугарија и тие што го поддржат идеја дека ние треба дополнително да преговараме со Бугарија за да можеме да најдеме едно подобро решение со цел да не може да бидеме блокирани за некој ново отворено прашање, односно некоја дополнителна волја што би требало да им го исполниме, односно барање на страна на Бугарија. Така што тоа е добро кога има два ставови, бидејќи јас кажувам дека многу би било ризично ако би имале еден став во Европска унија кој е против нас, односно би бил како поддршка на страната на Бугарија. Така што треба да се користат овие линкови, односно тие ставови кои се многу поразлични од ставовите на Бугарија, а повеќе не поддржуваат нас во таа, односно повеќе се од страна на фактите и аргументите кои се во нашата страна. Председателот на Бугарија во средата на Росен Желјасков му го додели мандатот за состав на нова влада, а во четвртокот Бугарија конечно ја доби начело со премиерот Желјасков, човек кој е во доверба на Бојко Борисов, со што се стави крај на политичката криза која траеше повеќе од 3 години и 7 парламентарни избори. Како и што се претпоставуваше, за министер за надворешни работи е избран Георг Георгиев, кој беше заменик на Екатерина Захариева од 2017 до 2021 година. Какви се вашите очекувања од оваа нова влада, предводена од Желјасков и министерот за надворешни работи Георгиев, кога станува збор за односите помеѓу Бугарија и Македонија, особено ако се земаат во предвид цврстите ставови кон Македонија? Ќе продолжи ли да инсистира Македонија да ги исполни условите на кои се обврза претходната влада или пак македонската влада ќе успее да избоксува уставни измени со одложено дејство, се разбира со притисок од САД и поважните челници во Европската унија? Едно може да заклучиме дека кога станува збор Македонија, односно нивниот интерес, бугарскиот интерес, сега тие имат еден став. И ова комбинацијата што е направена во Бугарија после 7 циклуси на избори кои не може да формираат влада, таа влада повеќе е со цел да се спаси Бугарија, ме разбираш, бидејќи тоа е пред се политичка влада од која повеќе партии кои реално не сакаат да се гледат се поголеми конкуренти внатре во Бугарија го имат направено таа влада, така што и гледајќи кои луѓе се поставени во тие позиции, сите се речиси еден да не кажувам вака, по патриот од другиот во ставите кон Бугарија. Така што ќе биде многу тешко, но најтешко е за нас што ние имавме една влада која не водеше сметка за тоа што може да се случи на нашата држава во едина, така што не стаде реално во еден многу една тесна ситуација, односно во ќорсокак, за да не можеме да се најдеме. Но сепак јас верувам на дипломатијата
и на тоа консензус што може да се случи помеѓу двете држави, бидејќи иако тие се дел од Европска унија, но тие не може нам бескрајно да не блокираат, бидејќи има и поголем интерес од страна на Европска унија, односно и на нашата страна, кој сака да односно ние да бидеме во дел од нив, а Европската унија да се шири, гледајќи повеќе на безбедносниот аспект, бидејќи речиси Европска унија сака да го има тој мирот кој не може да го најдат во другите региони, пример во истокот на Европа или во Блискиот исток, кој може многу лесно ситуацијата да излегува и во Балканот под контрола, имајќи од предвид дека во минатото не сме имале две балкански војни, а пред тоа беа како предводници на двете светски војни. Така што јас мислам дека Европа би требал да помогне реално во овој дел, но да видиме прво како ќе бидат нивните ставови. До сега ние сме ги виделе како ги имале тие ставовите во врска, бидејќи ти има сега се гледал во тој изборен цикл таму, но тоа не значи дека истите ставови ќе ги имат и како држава. Не прво треба да почне да профункционира таа влада и да ги гледаме ставовите во иднина како ќе бидат, односно од како ќе поставува комуникација нашата влада со нивна влада и да видиме какви се нивните ставови во иднина. Ние сегаш треба да бидеме оптимисти на тоа дека сепак дипломатијата игра голема улога на таа страна, но пред се има многу големи измени, значи имаше измени во Европската унија, нели таму имаше избори, имаше УСАД избори и кај нас и во Бугарија сега сосема е друга слика на луѓе кои можда ќе најдат некој начин за да може ние да бидеме дел од Европска, односно да ги почнеме. Господине Фарези, како гледате на изјавите од ГЕРБ, партијата на Борисов, дека се спремни да разговараат со македонската влада, без претходно да кажат на која точка од дневниот ред би биле ваквите разговори? Значи, треба први да почне да профункционира таа влада, значи да се споставува линкот со нашата држава и да ги стават приоритети. Се подразбира дека нашите приоритети се единствената приоритет, главниот приоритет е тоа да го надмине овој грч составен од двете страни, односно за да може да се договараме во таа насока како ние да се деблокираме во тој процес, односно да земаме гаранции од страна на Бугарија дека блокадата веќе нема да се случи по отворени прашања, дека само вметнувањето на бугарите е единствената пречка за влез во Европска унија, но сепак мора да потенцираме дека договорот за добрососедство од нашата страна и анекс договорот, односно протоколот, во некои членови се многу проблематични, кои може нам да не блокират во процесот на кон приклучување во Европската унија. Така што први да чекаме да се да имаме значи нов председател во САД, кај нас веќе имаме стабилна влада со големо мнозинство, близко до 2/3 за да можеме да ги правиме тие уставни измени, но да видиме и како ќе действува и Бугарија во другата страна. Бидејќи ако Бугарија има стабилна влада, кои би имале консензус овие политички партии, трите неголеми таму, така што би можел да се најде некое решение што на нам би помогло во процесот на интеграција. Ќе успее ли новата бугарска влада да го истера целиот мандат или е можен раскол во неа, токму поради прашањето околу Македонија? Имајќи во предвид дека ставот кон Македонија е прилично ист на сите политички партии, кои е потврди ставови, кои можда помеќе може да се борат помеѓу себе, но мислам дека во надворешната политика имат ист став и ист консензус, но мислам дека со можни преговори, со медијаторство на Европска унија може да се најде решение за да може тие да прифатат нешто, односно да се договориме да не блокираат војнина. Новиот премиер Росен Желјасков ги кажа приоритетите на неговата влада,
А меѓу нив го спомена и процесот на проширување на Европската Унија, при тоа додавајќи дека проширувањето ќе биде поддржано врз основа на веќе постигнатите договори. Тој директно не ја спомена Македонија, ниту пак било која друга држава, туку го употребуваше терминот Западен Балкан. За разлика од него, од опозиционата десничарска партија Преродба ја повика новата влада да биде построга кон Македонија. Како гледате на ваквите изјави? Тамо во Бугарија сега ќе има една голема пресметка помеѓу партиите што се во власт и во опозиција. Тоа е нормално, за да можат политички да действуваат, бидејќи го ова прашање нивниот национален интерес генерално имајќи го предвид во Бугарија како се смениле владите, речи се дека имат ист став, односно да не кажам национален став кон нашата држава и нашите отворени прашања, што би било за нас би требало да имаме ист мотив, односно ние да имаме ист национален консензус кој ние го немавме во минатото, за жал, и тие договори кои ги направивме се многу штетни, кои треба да ги плати ова влада, односно целокупната држава и целокупниот народ. Така што ние не треба да паднеме во замка на нивните изјави, но ние треба мудро да работиме, да имаме наш национален консенсус и ние исто да настапуваме кон ставовите на Бугарија. Сега секоја политичка партија се обидува да има и политички поени, но сепак да им овозможиме во иднина. Не знам како ќе се случат тие нивни действувања во иднина, во престојниот дел на нивниот мандат, но мислам дека ние треба да го користиме пред се влијанието на Доналд Трамп, председател на САД. Иако тие нема да се мешат директно кај нас тука во Европа, но сепак имат големо влијание, бидејќи сме сите земји членки на НАТО и треба да ги користиме тие конекции и тие влијанија, но сепак ние треба мудро пред се да имаме национална стратегија, национален консензус, државна стратегија, се со цел да можеме да најдеме едно решение со нив, но кои ќе не бидат и во пред се на наш интерес. Како ја оценувате изјавата на шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски дека Бугарија може да биде убедена за предлогот на македонската влада уставни измени со одложено дејство, притоа додавајќи дека ЕУ и земјите членки на ЕУ заедно со македонската влада да го искористи кредибилитетот кој што го има македонската влада, а повторувајќи го ставот дека македонската влада е спремна да разговара со наметнатиот проблем. Ние сега сме спремни да преговараме со Бугарија во прашање и генерално ова влада го има приоритет тоа. Една од идеите е да имаме уставни измени со одложено дејство, тоа што Бугарија од почеток не сака да го прифати тоа. Тоа го сака тој пакетот, односно тој договор што го направила во минатото, но гледајќи дека другите држави во регионот имат многу поголеми проблеми и успеле да имат нови анекс на договори. Имајте предвид тука пример Србија и Косово во врска со заедницата што сака да ја формира асоциацијата во Косово. Така што пример Косово долг период не ја формира тоа повеќе од 11 години и секогаш се преговара за нов договор. И јас мислам дека треба да одиме по тоа насока и ние за да можеме да побараме, зашто да не побараме реално и ние да имаме таков договор, односно за да може да се репреговара уште еднаш и за да можеме барем да имаме уште еден нов анекс кој би ни гарантирал нам. Тоа е првото и второто, тоа што го кажува и министерот за надворешни работи на Република Македонија, господин Тимчо Муцунски, за да можеме да ги правиме измените со одложено дејство, додека ние не ставаме член на Европска унија, тие измени да не бидат во сила. Така што јас мислам дека само овие две опции се во можност, односно да имаме некој нов договор или да го имаме овој нашиот предлог кој е со одложено дејство. Трето, јас мислам дека нема можност за истото да се случува.
Очекувате ли поместување на тврдите бугарски ставови со оглед на фактот што бугарската влада ќе ја води човек од ГЕРБ, партијата која е и сестринска партија на ВМРО ДПМН? Да, но јас верувам на тоа дека е сестринска политичка партија, но пред се тие ги брани нивните интереси. Но тоа може да се користи како предност да има нели има таа поголема комуникација помеѓу нив и како сестринска политичка партија и ние може да го користиме таа предност што го немавме во минатото, но да не забораваме дека истата политичка партија ГЕРБ во минатото го имаше, го правил договорот со Бугарија. Но од друга страна може да е предност бидејќи тој договор што го имаат направен може да влијаат дополнително, може мало влијание, но многу е важно за нас за да можеме да направиме барем уште некој нов анекс на договор или да се договориме да имаме уставни измени со одложено дејство. Тоа можда е предност, но од другата страна да не забораваме дека истата политичка партија преговараше и се гушкаше секогаш со нашиот бивш премиер Зоран Заев и на крај не победија во таа дипломатска битка, односно успеа да вовлечат многу подобар, односно да вовлечат договор кој е на нивна корист. Какви чекори очекувате од страна на македонската влада, особено што многу често изјавуваше дека во Бугарија немаат партнер со кого би разговарале за наметнатиот проблем, поврзан со уставните измени и преговарачката рамка, особено двата протоколи, а како последица на одлуките кои ги носише и потпишуваше претходната власт на СДСМ и ДУИ начело со Заев, Ковачевски, па дури и Бујар Османи? Сега тие веќе задобрано нас се во минатото и во историјата, но за жал ни го ставиле многу лош договор пред нас и не ставиле пред свршенци. Македонската страна, односно нашата влада, предводна од господин Христијан Мицоси, немаше партнер со кого да преговара, бидејќи во Бугарија немаше влада. Со составање на новата влада, сега има нова надеж дека ќе можеме да преговараме и сега реално има преговарач од другата страна кој може да седнат. Тоа не значи дека од прво седење тоа ќе се случува, односно од првиот состанок што би се организирал од наша страна и од нивната страна, било каде да биде тука кај нас или во Бугарија, но мора да се поставува таа врска на комуникацијата. Ние повеќе треба да пиеме кафе во Софија и со тие во Скопје, се со цел ние да го надминуваме нашиот проблем. Јас мислам дека треба повеќе ние да ги релаксираме тие односи со Бугарија, се со цел за да можеме да преговориме, односно да најдеме друго решение кој би било вин-вин ситуација и за нас и за нив. Очекувате ли македонскиот државен врв и владата да ги одблокира европските интеграции? Тоа не значи дека по секоја цена ние треба да им се поклониме на бугарската страна, туку треба да им овозможиме повеќе на диалогот. Јас секогаш верувам на дипломатијата, но имајќи во предвид дека секогаш на нам не блокирале за некои прашања што за нас се многу важни, а за нив се во тоа да го негират нашата држава, нашиот интегритет, историја и култура, ние треба да бидеме предпазливи на овој дел. Но се надевам дека владата ќе најде капацитет и можност тоа да го. Јас не верувам дека тоа ќе биде брзо. Има надеж, но тоа нема да биде брзо и ние не треба многу да брзаме во таа насока, бидејќи пред се треба да се фокусираме во внатрешните реформи, тоа што секогаш сум го кажал, за подигрување на стандардот на државата, да не забораваме дека државата до мај, односно додека се случија изборите до 8 мај, беше држава пред банкрот и држава која беше уништена од сите страни, особено се уништена
сите институции во државата. Ние треба да ги рестартираме реално сите тие институции, да направиме големи реформи внатре, за да можеме па после да се спремаме и за преговори со Европска унија и да го решиме проблемот со Бугарија. Ако ти имаш нарушени институции и држава пред банкрот, ти не можеш да имаш и добри преговори и не си спреман во таа насока да преговараш. Собранието овој месец или наредниот треба да одлучува за разрешување на Весна Дамева, Тања Чачарова-Илиевска, Павлина Црвенковска, Илјази Мустафа и Сели Адеми, кои се 5 членови од Судскиот совет, кои пак беа именувани и изгласани во Македонското собрание од страна на пратениците. За таа цел, во Македонското собрание се при крај дискусиите помеѓу пратениците и експертите од правната фела. Какви се вашите очекувања? Ќе изнедат ли законски издржано решение кое ќе биде во склад со законот за уставот за да ги разрешат, или пак непоминувањето на извештајот за нивната работа во собранието е доволна причина да им ги одврзат рацете на пратениците за нивно разрешување? И конечно, дали очекувате дека ќе ги разрешат? Порано, реално сите држави во регионот е опушено ден денеска и главниот проблем во цел свет е здравството. И така што и ние го поминавме тој период, со кој имаме, да не кажам, здравство, корупција во минатото и така натаму, па и ден денеска тоа што се случува. Така ние се молевме на Господ да не те води, односно да не те води патот да одиш во болница. Сега тоа веќе е надминато, кај нас не дај Боже да одиш да имаш работа со судиите, бидејќи таму или треба да подмитуваш, односно да се подмитуваш, или да ги подмитуваш нив, или ќе ти траат постапките со децени, или па ако имаш некоја кривично дело, односно за кривични дела може многу лесно да се амнестираш од нивна страна, односно да се заебаш ти како воопшто не соучесник во таа кривично дело. Така се случува кај нас да се осудуваат тие што воопшто немаат врска со кривичното дело, а обратно тие криминалци да се опуштат во слобода. Така што на едно судство кој му веруваат само 2% од народот, што очекуваш од тоа судство? Така што тоа требаше да го прават многу поодамна, но најголемата битка во сегашната опозиција и со власта е токму тој судскиот совет. И јас мислам дека освен што треба да се разрешува многу побрзо тие луѓе кои политички влијаат и па после политички ги именуваат и другите суди во сите судови низ републиката, туку и тие влијале во постапките, така се докажуваше, нели, и Стейт департментот, односно американската влада ги има стаено, нели, еден од судиите кој е вмешан во тие криминалото, тие сделките, бизнис сделките како судија за донесување на таквите пресуди кои биле на корист на странки. Така што јас мислам дека владата треба да направи нов закон и тотално да го реформира судството со правосудниот систем со цел да имаме конечно една правна држава. Значи треба да се смени тој системот, бидејќи не е се покажува дека во минатото дека не е добро. Ние го правевме тоа за да имаме реформи во судството, а тоа се случуваше обратно. Ако имаше многу повисока процент, односно на верување на страна на граѓаните, се случува тоа да имаме само 2% и тоа што се направи тој големиот хаос во државата, односно на тоа дека тие не можат ни да делат правда во нашата држава. Така што јас верувам дека новата влада има визија, тоа го кажеше и премиерот Христијан Мицкоски, но тоа не му иде во полза на самата опозиција, која по секоја цена сака да го брани овој систем кој е во нивен интерес, за да се штитат нивните политички играчи кои во оддела и во машна кои беа во просториите на владата прави криминал и корупција. Но јас мислам дека во иднина треба да се реформира целиот систем и да имаме еден начин на избор на судиите кои немат да бидат
нема да се влијат од страна на законодавната, а особено на извршната власт како е до сега. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред неколку дена на една национална телевизија запрашан дали неговото задолжително упатство до сите обвинителства во Македонија, со кое ги задолжи сите јавни обвинители подитно да дадат приоритет на предметите за корупција, беше поради изјавата на премиерот Мицковски кон крајот на ноември 2024 година. Изјави дека доволно беше чекање, започнува акцијата против корумпираните обвинители и суди. Одговори дека не е поради тоа, туку случајно неговата одлука се совпаднала со изјавата на премиерот. Верувате ли на ваквата изјава на Коцевски или сепак изјавата на премиерот Мицковски даде резултат и го разбуди заспаниот јавен обвинител? Првиот обвинител на државата, господинот Коцевски, имаше време тоа да го прави во минатото, не од кога сегашната власт му прогласи војна на криминалот и корупцијата во високо ниво и за злоупотреба на службената должност кај нас, односно од страна на направена од страната на минатата власт. Така што јас мислам дека повеќе тој политички сака да се амнестира пред јавноста дека еве и овој е во таа насока за борба против криминал и корупција, а од другата страна истите обвинители кои тој ги командува, значи ги кријат предметите, односно не ги процесираат. Истите се со цел да може да се спасат тие луѓе кои прават криминал и корупција или да побегнат од страната, од нашата држава, како беше случајот со Артан Груби. Така што мислам дека тоа е повеќе политички, односно да се амнестира колку му е вистинската намера се со цел да се бори реално против криминалот и корупција. Јас мислам дека ние треба да имаме јавен обвинител кој ќе биде многу независен од извршната власт и човек кој вистина го сака правата и правната држава и луѓето кои правеле криминал и корупција, односно кои ја ограбале државата, да ги изнесе пред лицето на правдата. Нам ни треба таков јавен обвинител. Интерпелациите на 4 владини функционери кои ги поднесоа од Европскиот фронт не помина. Како го оценувате неуспехот и големото фијаско на ДУИ и Европскиот фронт? Дали поднесувањето на интерпелациите беше политичко промашување и која е причината што само тројца пратеници од редовите на Европскиот фронт гласа за интерпелацијата, односно одговорност на министрите, особено за министерот Изет Меджити, а останатите не гласаа? Дали од ова може да се заклучи дека дел од пратениците од Европскиот фронт се на чекор до преминување во коалицијата вреди и кои од нив според вас се најблиско до тоа? Сите се блиски, кога се во прашање власта, тие сите се блиски до сега да бидат до власта, но тие реално го изгубиле компасот, како действат како Европски фронт. Ако го анализираш Европскиот фронт, повеќе зборуваат тие коалиционите партнери кои се внатре, односно пратениците на Алијансата за албанците, односно предводена од страна на Зијадин Селја, кој реално не е политичка партија, бидејќи политичката партија моментално ја води Таравари, ги има и печатите, нели, и судот му го има додедено, бидејќи има судски спор, уште не го добил Зијадин Селја партијата и јас мислам дека нема шанси тоа да се случува, да му се врати партијата, така што тие повеќе се гледат како наследници на ДУИ, отколку што ја сакат нивната политичка партија и тие реално се многу погласни во собранието, но тие повеќе, знаете што, во Европскиот фронт политиката ја научиле по чајджилници и по кафани и мислат дека и тие се спремни, односно се подготвени само да прикажуваат такви приказни во собранието, односно да ја прават таа политиката, исто која ја прават и по чајджилници, и по кафани, односно со нивните клиентелисти. Така што политиката е голема наука. Тоа не значи дека треба само да зборуваш таму и да критикуваш, но ти во собранието си представник на
тие што те гласале и треба да имаш идеи. А најголемите идеи кои може ти да ги представуваш е тоа кога се прави, односно се прави буџетот на државата, односно кога се донесува законот за буџетот на државата за следната година. Може да замислите во историјата на Македонија за прв пат да се случува донесувањето на буџетот да биде за еден ден и тоа за неполни 5 сати. Така што тоа покажува дека опозицијата генерално нема визија, особено во Европскиот фронт. Бидејќи тие од СДСМ веќе не се наоѓаат во собрание, не знаат како ни делуваат, а исто време па и во Европскиот фронт се шокирано од тоа дека не се делува од Европска унија, а од власта, а од другата страна па на нив му се случува буквално распашување од партијата, односно побегнувањето на клиентелистите. Гледаш секој ден се излегуваат и се сликат со министрите од влада, така што тие имат реално голем внатрешен проблем што не може да ги контролираат тие клиентелисти, пошто ти кога имаш клиентелистка политичка партија и нормално дека ако не им нудиш на нив нова, ако не му нудиш пари, тендери, така тие бегат. И треба да бидат предпазливи и од страна на вреди, дека не треба да ги земат под секоја цена и тие. Подобро нека стават таму со Европскиот фронт, отколку да им прават проблеми во еднина, пошто клиентелистот е клиентелист, тој кај ќе најде тезга, таму ако може да профитира нешто, таму се приклучува. Но тоа што тие гласа, односно тој ти многу добро кажа дека тој фиаско им беше со тоа интерпелацијата во собранието, а особено тие што гласат само тројца пратеници за страна за разрешување на Изет Меджиди, тоа покажува дека тие оставуваат една мала врата за воедина, особено после локалните избори, за да може да се приклучуваат кон него. Значи, дека беше фиаско, тоа само се обидува политички нешто да може да профитират, а јас мислам дека тие веќе го изгубиле целта за постоење како политичка партија, опозиција која делува на собрание. Тие никогаш не биле во опозиција, така што не знаат ни како да делуваат. Тие не се навигнале како опозиција да делуваат, тие повеќе се навигнале за да бидат во функции и за да прават секогаш муабети во тоа кога ќе се отвори тендерот, колку ќе добиваме и се такви муабети, кај ќе се шетаме, дали ја имаш картичката, државната картичка, пошто тие така беа навигнати 20 години за уништување на држава, така што тие многу и тие, да не кажам се сите полуписмени таму што се делат во собранието, особено од партијата на Дуи. Така. Господине Фаризи, дали не гласањето на недоверба на Изет Меджиди од страна на пратениците од Дуи и Европскиот фронт може да се смета како еден вид на отворање врата и надеж на Меджиди да се врати во матичната партија, тоа е Дуи? Тие никогаш не очекувале дека може да се окрупнуваат албанските политички партии тогаш кога беа во опозиција и тие беа убедени дека ќе бидат дел од власта, но особено тие што беа, ако се сеќавате кога во Дуи пукна тиквата, да не кажувам, и се појавија те огноените водени од страна на Изет Меджиди, па тројцата попосле се договорија, пак се вратија Кали Ахмети. Но тие се луѓе кои под секоја цена треба да бидат власт. И истите луѓе биле секогаш во функции на државата, особено тие тројцата, Белин Беџети, Муса Џафери, особено тие двајца се главните промотори кои се по секоја цена сакаат да бидат во власт. И тие тројцата, гласање само на тројцата покажува еден сигнал дека ние сме ваши или ти си па наш. Во тоа тие преврзаници, клиентелистите на Дуи повеќе имаат таа врска со Изет Меджиди, беше на крај на крајшта, тој беше 20 години со нив и тие го имаат тие релации директно или индиректно и се гледат како можност до јас мислам дека тие Дуи чекаат до локалните избори и после локалните избори ќе има големи земјотреси во нејзината политичка партија, а во следните парламентарни избори ќе бидат непостоечки или многу минимални.
Парламентарното мнозинство во Македонското собрание изгласа недоверба за председателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади Илире Даути од Европскиот фронт, која доаѓа од Алијанса на албанците, крилото на села, и ја изгласа нејзината интерпелација. По една цела недела од интерпелацијата во четвртокот заврши сагата на неизвестност околу нејзината функција. Илира Даути поднесе неотповиклива оставка од функцијата председател на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, при тоа правејќи своевидна драма во собранието и обвинувајќи го спикерот Африм Гаши за тоа што не го констатирал нејзиното разрешување. Таа побара 15 минути да ја образложи нејзината оставка, иако Гаши во неговото образложение кажа дека ја добил оставката по завршувањето на дневниот ред за таа седница. Меѓутоа, по театарот кој го направи таа и нејзините колеги од Европскиот фронт, со несимнување од говорницата, Гаши одлучи да направи исклучок и дозволи да ја образложи својата оставка. Во меѓувреме, пратениците од ВМРО ДПМН и ЗНАМ ја напуштија салата. По даденото образложение, пратениците се вратија и ја констатираа нејзината оставка. Како гледате на сето ова и дали имате сознанија кој ќе биде новиот предлог на Европскиот фронт за председател на комисијата на местото на Даути? Првото, тоа дрско одесување на собранието, односно таа комисија од страна на пратеничката Илире Даути, е спротивно на вредностите кои ги има демократијата. Ора наместо тамо да преговара, односно да се договара со членовите на комисија за законите кои што се многу важни, она сака да действува тамо дека е голем патриот, во тоа смисла дека го блокирал еден од законите кои е забранителите. Тие наместо да преговарат тамо за да можат да најдат некое заедничко решение, за да имаме многу добар закон. Пред се тамо се зборува за закони кои се тие категорија на луѓе кои загинале во војната од 2001 година. Јас мислам дека на сите треба да се помогне, не дај Боже да се случува тоа пак, или тоа треба да биде во минатото, ние треба да ги реабилитираме тие луѓе пред кои беа загинати. И не знам зошто толку да се бориме за еден закон кој замисли е за да ги се помогнат тие деца и луѓе кои им загинал родителот, односно сопругот во тој период. И второто, не може еден пратери да дојде да има во заложничко да го стави целото собрание. Каде пример над 61 пратеници се против нејзе. И добро што ја стаја во интерпелација и гласа за нејзино изземање и таа на крај на краиштата бидејќи даде оставка се со цел да се солидаризира со тоа дека но најголемата грешка ја направи Вреди, бидејќи кога му го погласеа недоверба, оние наместо да побарат да се тргне таа, односно да побарат од страна на председателот на собранието да ја тргнат автоматски тоа, бидејќи тоа не сакаш или не сакаш, те гласал цело собрание, односно над 60 и еден пратеник, мнозинство од собранието те гласале на недоверба. И треба да се тргнеш тој. И наместо тега да го тргнат нејзе, односно да побарат од спикерот да ја тргнува нејзе, тие му кажат дека не, тие ќе го остават нејзе и она отредента ги бламираше па даде оставка. Значи, овиот Вреди како не се така зрели на игрите што ги прави Дуи, пошто таму реално Дуи ги прави. Кој ќе биде наследникот? Не знам, но наследникот ќе биде пак од страна на Европскиот фронт и дали сега ќе му дозволат тоа да биде на Талет Джафери по една предпоставка. Сега не знам дали во некоја друга комисија, но тој е добар за да чита таму поезија и романи, како се случуваше во минатото во собранието. Пошто тие од Дуи, освен што да ги блокират комисиите и собранието, немат некоја добра идеја за преговорање. Јас ви кажав и во пред двете прашања дека единствената можност на тие да прават
тие кафански муабети, односно политика што се движува по кафаната, и истото да го пренесат и во собранието, без некоја конкретна идеја или визија за државата. Тие никогаш немале визија за државата, камо од опозиција да дават идеи. Може ли повторно да ја предложат Илира Даути за председател на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, како што најавуваше Зијадин Села, лидерот на партијата од каде што таа доаѓа? И какви импликации ќе има ако се случи тоа? Слушај, тие се мајери за такви акробации. Замислете на човек што е разрешен пак да го прави. Тој не, ако се сеќавате, тој отиде до тогаш, ако се сеќавате, кога Европскиот фронт ги собереше во едно собрание и него го прогласија лично за еден селе како председател на собранието или другите како премиери и председател на државата, ако се сеќавате пред избори. Така што за него исто е, дали Илира Даути еднаш или 10 пати ќе разреша, за него е исто, пошто тој го има губено контактот со реалноста и тој не знае што е да даваш еднаш оставка, односно чинот за морална оставка. Така што тој ако покушава пак да го блокира таа комисија, пак ќе се разреши и така ние ќе се вртиме во круг. За жал, таа комисија и припаѓа на Европскиот фронт, кој да е, тие исто ќе се однесуваат, а нивната цел е, знаеш, да се блокира парламентот и за да се покаже дека владата е неуспешна во смисла на донесување на законите, особено во конкретно законот за барнителите. Пред некој ден, внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, обелодени дека се вратил од САД и дека бил на распит во обвинителството во врска со кривичната пријава на МВР за случајот со неуредно плаќање на концесија со што го оштетил државниот буџет, но не бил повикан за случајот со Равија. Дрин Ахмети доцнењето на исплатата ја правдал со некакви технички проблеми. За случајот со Соравија пак од обвинителството за организиран криминал велат дека заради утврдување на релевантни факти од важност за предистражната постапка се чека постапувањето на властите на САД по замолница за меѓународна правна помош. Од обвинителството додаваат дека по наредба на предметниот јавен обвинител во МВР се врши анализа на делот, прибраната документација, се преземаат и други истражни действија. Како го оценуват сето ова и какви се вашите очекувања од ваквата постапка? Каков епилог очекувате за ова? Знаете што е важно? Важно е тоа што во минатото Дрин Ахмети судите не можеле ни да му го спомнат името, па камо да покренуваат кривична пријава против него, а особено да го викат на распит во обвинителството. Тоа покажува дека лека по лека кај нас почна да функционира правната држава. Тој стана најголемиот бизнисмен, најголемиот не кажувам експерт во светот кој без работа можеш да купуваш еден трговски центар, тој суи генерис во цел свет, така што јас во иднина, особено по реформите кои ќе се случуваат во јавното обвинителство, во целиот правосуден систем, јас мислам дека на него би требало да се покренат и други обвиненија, бидејќи тој е спомнат во минатото и за други бизнис сделки кои се случиле, така што јас очекувам дека подека да почнуваат тие судите да се освестуваат дека еден ден и кај нив ќе почне да трпа правдата, така што ако обвинителите и судите не дават одговорност, тоа значи дека тие ќе продолжат како досега таа фамозната идеја, односно зборот што го кажуваше Ахмети на бившиот премиер на нашата држава, така што исто тоа функционираше до 8 мај. Но сега се промени ситуациите. Замислете пример на Артан Груби, кој можеше да му ни стопот не можеше со приватна кола да му го стават, да го стопираат полицајците. И камо па да покренаш обвинение против него. Така што подека ќе почнат да легнат работите, но тоа ќе биде многу тешко, бидејќи борбата против криминалот и корупцијата не почнува само со
со Панче Тошковски како министер за внатрешни работи. Но тоа е едно тројка поврзана, треба да биде поврзана борба против криминалот и корупција помеѓу МВР, јавното обвинителство и судство, за да имаме ние конечно разрешница на некој од обвинители што ќе се покренат против X луѓе. Така што и за случајот на Дрин, јас мислам дека ние треба да чекаме, бидејќи го знаеме како функционира правниот систем во држава, особено во јавното обвинителство и во судот, но јас мислам дека од некого треба. Многу е важно и голем чекор што некој го викна пред се таму на распит, а ќе видиме како ќе се случува. Јас очекувам дека за некои дела, односно за некои луѓе да има и конкретна завршница, но главната кошница пред се е јавното обвинителство. Без нов јавен обвинител кој пред се ќе биде честен и кредибилен човек, ние не можеме да очекуваме да имаме постапки кои ќе одат до крај, односно да им осудува на тие луѓе и да го вратат целиот украден имот на државата. Како ќе го прокоментирате фактот што поголемиот дел од раководството на ДУИ се огради од Артан Груби по неговото ставање на црната листа на САД и дали е можно Груби да го повлечи и Али Ахмети, особено ако се одлучи да ја открие вистинската позадина за сите проневери за кои тој е ставен на црната листа? Ако се сеќавате, тој е стаен на црна листа кога ДУИ протестираше пред Уставен суд. И во моментот кога ја зема информација, кога го гледате добро таа снимка, кога ја зема информацијата дека Артан Груби станал од црна листа, бидејќи ние кога правевме неформални како слана да ги поправил тие сите што беа присутни таму. Да, сите испод црна и си стана, особено тие мегафоните на ДУИ. Не сакам да го кажам нешто друго. Ако го гледа таа ситуација и ако пошто некој цело време кажуваме дека тој ќе биде од црна листа, овие мислат дека ние се зафркаваме со нив. Но кога видат тие информации под црнеа сите и ако ги гледате денеска, тие тројцата мегафони, односно четворица беа од ДУИ, ги нема. Не знам дали сте ги видели во последно време да излегуваат пред екраните на телевизија. Особено четворицата, едниот сега е бегалец, па не може па воопшто да се појава, а тројцата буквално ги снемува или многу ретко се појават по телевизија. Додека секој ден си прави пропаганда, тие тројцата ги нема. Јас знае за кој ми е зборот. Четворицата најголемите лажговци и пропаганда што вршаа во ДУИ, денеска како да ги снемат. Бидејќи и тие знаат точно дека ако посуат така да се однесуваат кон државата, може да се најдат во црна листа. Особено тоа што Бајден одлучи сите потесни членови на семејството и поопштина и политички партии кои действат особено против криминалот и корупцијата да се стават во црна листа. И тоа највеќе ги боли ДУИ, односно се плашат за да можат да не прават проблеми во смисла на тоа да им наштетат на нивната партија, а особено на нивните членови од семејството и да го изгубат на крај тоа стекнато незаконско богатство. Колку е реално да се турка тезата која што ДУИ ја турка сега во последниве неколку години дека животот на македонските албанци започнува од 2001 година па наваму? Ќе ја проголтаат ли повторно ваквата теза македонските албанци или пак на ДУИ се потешко ќе им оди да продадат ваквата приказна, особено што и странскиот фактор веќе крена раце од раководството на ДУИ? Па не знам кога сте го виделе последен пат Ахмети да се сретнува со некој странски дипломат. Тие во име на Европска унија, односно на тие странски дипломати и во име на НАТО и на име на САД цело време ја украдеа државата и кај нас имаше некоја перцепција дека американците, европјанците и членовите на НАТО крадат заедно и делат со Али Ахмеди. Така што тој мит што го злоупотребеа реално тие линкови што ги има со цел свет, така тоа тие веќе
им е урнат тој мит и веќе немат ни контакт. И в последно време тие цело време кажуваат дека Доналд Трамп ако станува председател на државата, одма тие првото што го прават че им се јавува на премиерот наши да ги земат тие да ги вратат до влада, ме разбираш. Или второто тоа што го шират по нивните кафани чајжилници, дека Артан Груби го крие Гренел Трамп додека да дојдат на власт па да го вратат кај нас, па да го стават пак вице-премиер. Си прават филмови во глава и ги лажат тие клиентелисти што ги имат наоколу, но после и тие што се попаметни клиентелисти реално, што тие се, после да им побегнат и веќе не им веруваат на нив. Тие, така што и пропагандата што ја прави Дуи цело време дека албанците почнат да живеат кога дојшле тие во 2001 година и ќе заврши со Дуи, јас мислам дека тоа е чиста политички трик, манипулација со единствена цел тие да шират омраза кај албанците и воопшто во населението, се со цел еден ден политички тие да профитират. Цело време тие почнат да наметнуваат една друга стратегија, односно да им поврзат како фластерче на албанците дека се што е против Дуи е против албанците. Така што ние интелектуалците, односно веќе сме почнали да ги убедуваме и нивните клиентелисти дека политиката што се прави против Дуи не е против албанците, туку е против криминалците кои го имат злоупотребена службената положба повеќе од 20 години. Како ќе ги прокоментирате гласините кои доаѓаат од дел на раководството на Дуи дека новиот претседател на САД Доналд Трамп ќе го врати Дуи на власт? Па тоа што покажува, тоа цело време тие ги лашат нивните клиентелисти и мислат дека поврзувањето е една слика што го правеле во минатото со високи функционери во администрацијата сега на Трамп. Особено тие се повикат на Гренел, на тие врските што ги имат со нив и тие мислат дека тој автоматски ќе ги врати на власт. Но јас мислам дека Соединетите Американски држави имат сосем поголеми проблеми отколку да се замарат со Дуи. Никој не се замара со него. Ако мислат дека Дуи е центар на светот, тоа што да размислеме ние за други Тоа покажува дека колку тие ниско паѓаат. Тие се обидуваат цело време да се обидуваат да дестабилизираат државата, пошто тие профитираат повеќе кога може да се случува некој хаос во државата, но јас мислам дека во тој филм ние прочитаме лекција од нивна страна, така што многу се далеко од тие сценарија. Како ја оценувате кампањата за величење на Али Ахмети која оди во последниве неколку дена, па и недели, и зошто токму сега се случува ова? Дали Али Ахмети се доживува како икона во очите на македонските албанци или пак поблиско е до икона на криминалот и корупцијата и клиентелизмот? Тие обкружувања, тие видео и обкружувања постојат многу оддавна. Така што само тие ги имат залепено и тие неговите изјави или дејствувања од 2001 и ги имат, да кажем, шернато повеќе за да може да ги гледат цела, можда и ги платиле спонзор не да прават за да може да се многу се шире. Јас сум ги видел тоа многу оддавна. Така што се тие видео од минатото. Но за чудо за некои 2-3 сата ги снемаше и утре ден кога имаше реакција од страна на интелектуалци на политичките партии, а мислам дека и на странските дипломати, тие буквално ги снемал. Ниту една не може да најдеш веќе на YouTube такви видеа. Така што јас мислам дека и една карта на дујна пропаганда му има изгорена, а пред се јас мислам дека некој му го тегнали угото на него. Дали е можно ваквата кампања да е поврзана со здравот, дека тој може да биде следниот кој ќе биде ставен на проширената црна листа на САД и како ќе ги прокоментирате очајничките обиди на Дуи дека во Македонија има албанофобија? Пред се албанофобија не постои во Македонија, постои дуифобија во државата од сите страни, така што
Но за да го се стави тој во црна листа, јас мислам дека албанските политичари, особено тие од вреди, треба да делуваат многу повеќе, се со цел да ги убедуваат американците дека тој е главната копола на криминалот и корупцијата во последните 22 години. Артан Груби и другите не сум ги носил ни ти, ни јас, Бети, ни Бајон, туку го носел Ахмети. И тој сегогаш во неговите изјави дека, односно излагање, изјавуваше дека тој ништо не прави без дозволата на Ахмети и тој прави точно што тој му има кажа. Така што криминалот и корупцијата, според неговите изјави, излегува дека ги има нарачено неговиот шеф. А тоа треба да се докажува се со цел една за секогаш криминалот и корупцијата да им стави крај на нашата држава, на прокрвањето на нашиот буџет, кој ни е заеднички и малкуторно тоа го помина. Како гледате и на обидите да се представат како херои кои ќе ги штителе правата на албанците и ќе превенирале дискриминација на албанците преку една така наречена мрежа за жалби? Каде беше дуи сето ова изминато време додека беа на власт, а институциите беа под нивна контрола? Тие ги гледа можда народот 2001, 2002, но 2024 и 2025 тие ги гледа само мерценари и како платеници, односно ние албанците многу скапо ја плативме таа цена, бидејќи тие наместо да се замарат со подигнување на животот и стандардот на сите граѓани, а бидејќи се избрани а и на албанците, ако идеме на крај, само по национално гледат таму, така што тие повеќе и единствена цел им беа да се збогатуваат нивниот буџет и нивното семејство. Тие воопшто не се заинтересирани ни за својот народ, а камо да се заинтересираат за целата држава. Како го оценувате молкот на официјална Софија и нереагирањето во знак на осуда за изјавата на Костадинов, дека бугарската влада треба јавно да побара припојување на Македонија кон Бугарија, туку со самиот молк застана на негова страна, оправдувајќи го со наводното чекање за избор на нова политичка влада? Па сега тогаш немаше влада, нели? Сега има влада и ние треба да дочекаме како ќе биде нивниот став во тоа на изјавата за тоа веќе е територијална претензија, така што јас мислам дека новата влада на Бугарија нема да го поддржува неговиот говор, бидејќи ако го поддржува неговиот говор, тогаш се подразбира дека нивната цел преку договорот што го имаме за Бугарија и ветото спрема нас е оправдано дека е за бугаризација на македонскиот народ и бугаризација на македонската историја. Дали молкот е поради тоа што од Софија сватија дека полека ја губат битката со македонската влада и не сакаат дополнително да ја разгорат ситуацијата, со што си даваат повеќе време и простор да си се расправаат самите со себе во однос на бугарската политика? Јас кажав еднаш дека ако го поддржуваат тоа би требало, тоа за нив би било фиаско, бидејќи би имал алиби, односно нашата страна, како аргумент дека тие имаат претензии кон нашата држава. Како ќе ги оцените нападите кон владата, пред се до коалициониот партнер Вреди и до председателката Гордана Силјановска-Давкова упатени од страна на некои политичари од албанскиот кампус, особено оние од ДУИ и Европскиот фронт, но и од некои аналитичари, дека во Агенцијата за разузнавање и во Агенцијата за национална безбедност немало македонски албанец, барем како заменик директор? По тоа не значи дека под секоја цена ние треба да ги делиме по националности таму, но туку треба да ги доделиме, луѓето треба да се постават под тоа дека кој колку е спремен за да ги води. Ние во минатото сме имали албанци. Тоа не значи дека под секоја цена секојаш треба да биде албанец. Јас мислам дека во тие структури треба да бидат пред се професионалци. Јас мислам дека во Вреди нема такви луѓе моментално кои може да ја водат таа институција таму, така што владата, односно председателот на државата и Вреди одлучиле да немат нивен
нивен човек таму, бидејќи можда и нема таков кадар за таа позиција. Но пример Дуи секогаш молчи кога, односно повеќе греват зева, односно протестират кога на некои мести се сменат пример некој албанец, па се става македонец или помалци. Тие секогаш се поврзани со бројките, не се поврзани никогаш со квалитетот, тоа што им било секогаш цел на Дуи, бидејќи тие повеќе гледат како клиентелистите да ги стават тие за да можат утре да земат по една плата и на нив па после да им вратат на гласови. Така што, но тие можат, пример, како во некои министерства повеќе се стават албанци, пример, се тргнат македонци, се стават албанци. Тоа е политички дил кој го имат во МРД, не знам и вреди. Но секогаш Дуи еден албанец, пример, да е тргнат во некоја позиција, тие одма го действат политички, дека тоа е политика против албанците. Тоа што тоа нема врска со реалноста, јас мислам дека секогаш на секоја институција треба да им се овозможи на подобриот кадар, односно на квалитетно да се вработува и да ги води тие институции на државата. Так. Во последно време, многу често, ако не и пречесто, се случуваат препукувања помеѓу СДСМ и ДУИ, поранешните коалициони партнери. Зошто е тоа така и која е причината за толкавото разединување? Не знаме дали е така конечно дека тие Дуи веќе, односно СДСМ ги прекинува релацијата со Дуи, односно со соработката, бидејќи за да се случи тоа треба да имаме избори. И де факто да се покажува тоа, бидејќи во минатото Дуи секогаш правеше такви финти, односно медемек, кога беше со ВМРО на власт, дека се е скаран со СДСМ, а секогаш кога излезеше после на избори, особено на локалните избори, идеше со двајца партнери, се договараше со двете страни. Така што дефинитивно Дуи веќе не може да се договори со двете страни во власта, но со двете најголеми коалиции и политички партии, како што е знам политичката партија и ВМРО ДПМН. Така што ќе видиме дали СДСМ ќе го поддржи во локалните избори. Тогаш ќе се знае дали конечно Дуи ги има расипано односи со СДСМ. Јас мислам дека тие тајно соработуваат, но јавно се покажуваат дека веќе се оддалечи. За да реално ние да спатиме дека тие се оддалечени една со друга, треба да ги чекаме локалните избори и да видиме особено во вториот круг тие како ќе постапуваат. Господине Фаризи, разговоров сакаме да го продолжиме со уште неколку прашања со можност за пократки одговори. Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас за време на седницата на Националниот совет за интеграција повика да се искористи моментот на наклонетост на Европската комисија кон проширувањето и да се спроведат уставните измени кои се неопходен дел од процесот на евроинтеграцијата. Како ќе го прокоментирате ваквиот негов повик? Секогаш Европската унија имал став кон нас дека е заинтересирана, додека ние имаме статус на кандидат, односно за отворање преговорите, нормално дека тие ќе не поддржат. Но јас мислам дека се зависи од тоа дали ќе се договориме со Бугарија. Професорката Христина Рунчева, која учествуваше на седницата на Националниот совет за евроинтеграција како представник од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, истакна дека Европската унија мора да го промени начинот на одлучување за проширувањето. Таа посочи дека не е демократски да се биде уценуван и да се менува уставот на секое барање на посилната страна, затоа што таа веќе е во европското семејство, а вие не сте. Како ја оценувате ваквата нејзина изјава? Неговата изјава е само барање на тоа дека на Европска унија им треба реформи. Ние секогаш сме разговарале, односно и тие разговарале внатре дека им требаат реформите и дека самата унија им е поделена во ставовите, дека дали треба и како треба да се одлучува за влез во Европска унија, односно да не имаме тоа ветото, односно унанимитетот, односно сите треба да бидат за да влезе, односно да се најде некој друг модел, но нашето барање се е во ред, но многу зависи од натрешно на тоа. За да се прави тоа промена, пред се треба да се согласат сите земји членки, за да може да го сметнат со нивен договор
кој е последниот, мислам дека од Лизбонскиот договор. Така што мислам дека во Европска унија за еден период нема да има такви промени, за да може да се надмине, односно да се промени начинот за влез во Европска унија. Подпредседателот на Собранието и председател на Комисијата за европски прашања Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН за време на седницата рече дека ги разбираме изјавите од Брисел, но треба да бидеме порационални и попрагматични при тоа, додавајќи дека Уставот не сме да се менува со затворени очи, а Европската унија да покаже поголема волја за диалог и разбирање за нашите позиции. Како ја оценувате ваквата изјава и што имате да кажете за изјавата на Милошевски? Милошевски че има изјавата ја направил особено како разумен политичар и пред се како државник, бидејќи такви политичари ни треба ние за да можеме да имаме наши ставови пред се кога треба да преговараме со Бугарија. Во минатото ние сме биле сведоци дека нашите политичари делува повеќе како да се представници на Бугарија отколку на нашата страна. Ние конечно имаме луѓе кои вистина стојат на страна на Македонија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој е и ко-преседавач на Националниот совет, истакна дека е важно да се одржи консензус за членство во Европската унија и дека сите фактори, вклучително и владата, треба да работат на заврзување на европскиот процес и реформите во земјата. Иако не ги спомена конкретно уставните измени, Филипче порача дека сите треба да дадат подршка за реформскиот процес и за исполнување на условите за отворање на преговорите. Кој е вашиот став за ваквата изјава на Филипче? Јас мислам дека Филипче пред се треба да ни се извини на име на неговата партија, на злото што му правеше на државата, особено со потпишување на договорот со Бугарија, па после за да може да дава такви изјави. Бидејќи целото овој проблем што ни се случува на нас сега е како последица на неговата политичка партија која предводи, а во минатото кој беше и дел од таа влада кога ние преговараме со Бугарија. Така што јас мислам дека Филипче повеќе треба првин да се извинува на државата и на македонскиот народ, а после да дава такви изјави. Господине Фаризи, на крај едно прашање од еден од нашите гледачи, со псевдоним Ноб Илинден. Вели, прашајте го, ве молам, гостинот, дали е можно Европската унија да се распадне? Прашањето ќе го поставиме и на екранот. Европската унија е создадена после Втората светска војна. Значи, до ден денеска таа има претрпена многу промени внатре, така што да, Европската унија е во криза, но интересите на државите од Европска унија е заедничка. Додека имат заеднички интерес, јас мислам дека таа ќе постои. Така што да, негогаш се губи надежда и целта на нив може е така, но јас не верувам дека во блиска иднина тоа може да се случува, бидејќи тогаш ќе имаме нов состав на светот, нов поредок. Но и во минатото кога Доналд Трамп нели беше против, да не кажам, НАТО во тоа смисла дека сите треба да партиципираат во тоа, така што и во Европската унија се две клучни држави кои повеќе партиципираат, а тоа е Франција и Германија. Се додека кај овие држави нема некој можен референдум во иднина за да излезат од Европска унија, јас мислам дека Европската унија ќе постои. За сега нема друга опција, ме разбираш, и целата Европа како континент, тоа јас не верувам дека во блиска иднина тоа може да се случува. Господине Фаризи, ви благодариме и денес за вашиот придонес и информирање во македонски корени. Секако ви посекуваме пријатен викенд, многу здравие и многу успех во годината пред нас. Пријатно дослушање и секако скоро довидување. Ви благодарам првим за вашата покана. Секогаш ми е чест да учествувам со вас и сакам да ги поздравам сите наши гледачи кои не следеле во Facebook страната, особено тие диаспората која сегаш е поврзана со
нашата земја и со татковината и кои дават голем придонес, не само економски, политички, културен и не представуваат низ целиот свет како народ. Така што и навам ви посакувам многу здравје и успеси во 2025, а на сите гледачите им посакувам истото и се надевам дека наскоро пак ќе се видиме со големо задоволство. Токму така, оставиваме во контакт, се гледаме и слушаме овде на Македонски корени. Верувам дека не за толку долго како што беше сега, меѓутоа понекогаш така налагаат и приликите, многу аналитичари имаме, многу мина сакаат да бидат на Македонски корени, а неделите се толку. И како што самите наши гледачи гледаат дека кремот на аналитичарите е токму овде на Македонски корени. Ви благодарам многу. Чувате си го здравјето. Многу е важно. Поздрав и до видување. Чао.